Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за стравовите во детска возраст. Од што најчесто се плашат децата? Што да се преземе доколку детето има страв да оди во градинка или да се одвои од родителот? Понекогаш децата се плашат да спијат сами во соба во која што светлото е изгасено, од непознати лица, од кучиња или други животни. За вообичаените стравови кај децата и родителската помош во тие моменти денеска разговараме со примариус доктор Мери Бошковска, психијатар за деца и млади, консултант во приватниот центар за ментално здравје Калинка. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа следуваат навистина корисни совети и препораки до родителите. Денеска гостинка во студиото ни е примариус доктор Мери Бошковска, психијатар за деца и млади од Центарот за ментално здравје Калинка, каде што работи како консултант. Добар ден, докторки, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден до вас и до сите гледачи. Денеска ќе зборуваме за стравовите кои што се воуваат во детска возраст, оние вообичаени стравови кои што се најчесто присутни, но би започела од тоа дали стравот, како што е љубовта, како што е лутината, е вродена емоција. Да, стравот е вродена емоција, тоа е една емоционална реакција која што е својствена за човекот и присутен е кај сите луѓе. Некој може да рече дека не се плаши од ништо, кај секој човек постои страв, а кај децата тие стравови ги велиме развојни стравови. Значи, детето е во расти развој и децата имаат стравови. Значи, никој од нас не е бестрашен, апсолутно. Иако некој тоа го тврдат. Сега ние родителите обично ги учиме децата да бидат предпазливи кон одредени работи, да се плашат од оган, од остри предмети, од преминување на улицата. Па може ли да се каже дека стравот е корисен? Па да, всушност и стравот предизвикува да бидеме предпазливи, да бидеме кон одредени опасности. Децата кога се мали, родителите ги учат да се плашат од жешката рингла, од жешкиот радиатор, да не пипнат во струја. Значи, едно е да не ги заплашуваме, ама да им кажеме дека тоа не се допира. Зборуваме за кога е детето на 2 до 3 години, значи како детето би се пазело од опасности. Меѓутоа, стравот, ако го дефинираме како страв, многу е важно, значи, кога ги учиме да не ги заплашуваме, него да им велиме дека тоа не се допира. Како детето расте, им го објаснуваме со едноставни зборови, примерено на нивната возраст, како да го разберат сето тоа. Значи, кај децата развојните стравови се раѓа, детето кога ќе се роди, има вроден страв. Сите бебиња имаат, него бебињата имаат вроден страв, а стравовите во детската возраст ги делиме и како развојни и може да бидат и трауматски или стекнати. Кои се развојни стравови? Значи, тие стравови се нормален дел на растењето. Значи, како детето се развива, нивниот емоционален, когнитивен развој, детето нели ги разбира појавите и како поминува од една во друга фаза, така го надминува тој страв што бил од претходната фаза. Значи, тие се развојни, менливи, минливи и ги надраснуваат децата тие стравови, така да кажеме дека секоја возраст, кога зборуваме за предучилишните и училишните деца, значи во одредена возраст има стравови што е нормално да се јават кај секое дете. Тоа значи кај сите деца на одредена возраст се вуваат слични стравови, сакате да кажете? Видете, прво тука морам да кажам дека хиперсензитивноста или пречувствителноста, односно темпераментот со кој што едно дете се раѓа е различно. Значи има поплашливи и помалку плашливи деца. Да, ние велиме хиперсензитивни. Самите родители тоа го гледаат. Ке ви речат, имам јас 2 деца, едно не е така плашливо, друго се плаши. Значи имаме деца кои што се поранливи, кои што во темперамент се такви, кои што може би наследиле некои особини од нивните родители или од некои нивни предци. Но, кога зборуваме за развојните стравови, многу рековме важна реакцијата на возрастните за тие подоцна да не се структурираат во фобии или во едни анксиозности. Да не се продлапочат? Апсолутно, кои што ќе бараат третман или ќе ги пратат во текот на животот. Па така, кога зборуваме за бебињата,
Типичен страв е некаде кој што се јавува во 28-та недела, тоа е стравот од одвојување или стравот од непознато. Значи, мајката го негува и таткото, се разбира, бебето, и детето веќе на 7-8 месеци, нив ги препознава, им се смее, се радува, и кога не е во нивна близина, ако некој непознат им преиде, сака да го земе, да го гушне, може детето бурно да реагира, да плаче, да ја сврти главата. Не е тоа дека тоа да го интерпретираме него сака, меѓутоа тоа значи дека мајката, односно и таткото, имале добра емоционална инвестиција, дека детето растело покрај нив и новото и непознатото го плаши детето. Значи тој нема доверба, уште не знае, сега не зборувам од психолошки аспект дека дете доверба како доверба, но ако го интерпретираме тој страв, можеме да го интерпретираме дека детето не може да им верува на секого и на возрастните и потребно е време да се привикне. И затоа, нели, знаеме дека децата кога мајките заменуваат на работа, сега кај некои порано и од 6-тиот, 7-тиот, 8-тиот месец, добро е тие што ги чуваат децата, дали е тоа бебиситерка или е некој член од семејството, значи полека детето да се привикнува на новата личност, да се навикнува покрај мајката, како би ја стекнал таа сигурност, тако и не би се плаша. А што е со децата што се плашат да одат во градинка, кои што плачат упорно или пак се плашат дури и да си дојдат по тоа дома од градинката? Што велите за тој страв? Видете, тој страв е повторно страв на одвојување. Значи се работи за истото. Апсолутно се работи на исто. Овој страв е интензивен во првите 2 години. И кога ако велиме дека ако има некој детето да го чува, социјализацијата започнува од 3-та година, односно играње со друг, нели? Така да во првите 2 години, баш поради овие причини, не се препорачува одвојување на детето од родителите. Да спие кај други, кај баба и кај дедо, заради таа константност на објект. Што значи тоа? Детето, ако не го гледа родителот, тој уште нема представа дека ќе оди и ќе се врати. И понекогаш овие хиперсензитивни деца, и особено ако родителите имаат презаштитнички однос, преголема приврзаност, премногу, значи кога е нешто премногу, тој кога се одделува од мама и од тато, значи тој се плаши дека тие нема да дојдат, дека нема да можеби да го земат. Односно, кога не го гледаат во видното поле, се плашат дека ќе го остават. И токму затоа тој е поинтензивен страв и овој страв трае во првата и втората година, веќе од третата тој страв се намалува, но секако дека привикнувањето постепено, нели, кога децата во градинка постепено се привикнуваат 1-2 часа, па без спиење, постепено детето да го надмине тој страв и да се чувствува сигурен во градинката со негователот, односно воспитувачот. Понекогаш кај децата може родителите да видат и многу силни емоционални реакции кога се обраќаат за помош. Детето повраќа, плаче, кога ќе дојде дома качува температура, се разболува често. Значи, инфекциите се едно, но ние, детските психијатри, велиме дека тоа може да представува силен стрес или тој силен страв на одвојување од родителите, кога детето, дури имунолошкиот систем почнува да му страда и да често се разболува, па имам од праксата ќе речат, ќе препорача да не оди во градинка затоа што често се разболува. И сега тој страв или тоа одвојување, знаете, понатаму може да се манифестира и на училиште, кога зборуваме веќе за школска фобија. Значи кога сепарацијата треба да ја направи на училиште, да се адаптира и да се одвои од родителот. Но тоа е веќе друга тема и веќе тоа е поинтензивен страв. Можеме и за тоа да позборуваме. Ќе стигнеме и до тој дел ке поголемите деца, ќе се задржам уште на помалите на предучилишната возраст. Кога се јавува оној страв од чудовишта, од надприродни суштества? Некои деца се плашат, еви, од Дедо Мраз, можеме да видиме фотографии на кои што децата хистерично плачат, седнати во скутот на Дедо Мраз. Да, вие го допревте и друг момент, овој страв развоен, исто е тој развоен. Значи, децата може да се плашат од бабароги, вештерки,
Тоа се плашат и на 6 години, ама помалите деца, знаете, тие се уште на предметите од мртвата природа им даваат значење како да се живи. Значи, тоа се тие имагинарни суштества, од кои што се плашат, или кога ќе видат Дедо Мраз, некои деца и од Дедо Мраз се плашат, затоа што тој им делува како имагинарно, како нешто нестварно, нешто што во реалноста нели го сретнуваат за Нова година. Но првиот контакт зборуваме, нели, особено кај овие 2 годишни помали деца, па и 3 да вриштат, бегаат, или кловнови, нели, имаме на роденденските забави, родителите. Контраефект ќе се постигне. Да, кај некои деца родителите земаат и велат толку многу вриштеше да јас моравме, пак ќе кажам, тоа се деца преосетливи, кои што овие делуваат имагинарно нестварно и кај нив предизвикуваат страв. Тука се и силните звуци, знаете, огномети силни, значи на разни дочеци, петарди, сега од петарди ние возрастните непријатно се случуваме, ама да ги споменеме дека гласните силни звуци кај децата во предучилишна возраст исто така може да предизвикаат стравови. Например, кога мајката ќе го уклучи правосмукалката или пак миксерот, детето тој силен звук, знаете, просто аудитивно него го вознемирува, му прави непријатност и тогаш почнува да бега, да се тргнува од мајката, да панично да вришти, да плаче. И тука е многу важно родителот да покаже трпение, нели, да го исклучи усисивачот, да детето дојде, да види да го допре, да види дека тоа не е страшно, затоа што во неговата глава се уште когнитивно не може да го разбере, но затоа тука е родителот да му влее сигурност и да му помогне да го надмине тој развоен страв. Значи, чудовишта, силни звуци, на одвојување стравови, тоа се многу чести и типични развојни стравови во предучилишната возраст. Нешто што не е невообичаено да се јави, не треба родителите да бидат загрижени ако детето пројави ваква форма на страв. Кога се јавува стравот од темно, докторке? Стравот од мрак или од темница, значи тој се јавува исто измеѓу тука 4-та, може до 6-та година. Нели, може малото дете на 2 години да плаче, да биде мајката покрај него. Тоа повеќе зборуваме за страв на одвојување, нели, при заспивањето. А кога зборуваме за овој страв, значи тој се јавува од темница, од мрак некаде околу 4-та година. И зошто се јавува тој страв? Тој страв се јавува исто, пак ќе кажам, развоен страв, значи типичен за одредена развојна возраст. Се јавува затоа што детето кога ќе влезе во темница, нели, во темната соба, ние возрастните понекогаш немаме контрола на оно што се случува. И он тоа што го гледал преку ден, може да замисли дека нешто има под креветот, дека нешто во темницата, дека некој може да шушка, може некој да го земе, да го оддели од родителите, во неговите мисли. И тогаш родителот исто така е многу важно да покаже разбирање, дека тој страв, нели, е нормален, да му влее сигурност, да го запали светилката во собата, ако е потребно понатаму да стави, нели, и тоа родителите го знаат и често го прават, мала светлина, нели, во неговата соба, но да биде отворена собата, од вратата од собата каде што спие детето, односно да има светло во ходникот, како детето. И знаете, да не се, многу е важно во тие моменти да не се брза, да тоа го направи еднаш, 2 пати, 3 пати и да се обидува дека стравот треба да се реши. Понекогаш кај некои деца потребно е време за да детето стекне сигурност, за да го надмине тој страв, и трпеливоста е многу важна. Некогаш родителите велат: немој да се плашиш, не е ништо страшно, легни си, ќе изгасат светло, еве јас сум во соседната соба. Таков пристап? Па, знаете, има и такви пристапи. Не само кај нас и на Запад, ако читате во литературата, но тој пристап не е добар. Значи, секое дете има своја собствена сензитивност, нели рековме. Така да кај некои деца, детето може понекогаш да вришти, да престане да плаче, да заспие во креветот, меѓутоа да стане анксиозно, да стане напнато. И тоа е едно чувство кое што потоа може да го пренесува во целокупното живење. Знаете, кога зборуваме за страв, кажавме што е, нели, тоа е емоционална реакција на реална или нереална опасност, и како што рековме, има чувство да не чува од опасности, а додека анксиозноста или напнатоста или загриженоста, еве тоа се синоними
ние психијатрите велиме анксиозност, значи напнатоста е нешто едно општо чувство на една лебдечка опасност. Значи ако не го разбереме стравот, ако брзаме да го решиме, ако го исмеваме детето или ако велиме голем си срамота е да се плашиш, гледај како сестра ти не се плаши или ако го споредуваме, значи детето може да стане анксиозно напнато и дете, знаете, понатаму се плаши од се, а од ништо конкретно ние велиме. Значи тоа чувство на несигурност постојано ќе го врежеме во него и подоцна можеме да се развие во една анксиозна личност, значи со едно генерализирано анксиозно пореметување или расстройство. Докторке, претпоставам дека и спиењето во друга соба, кога детето треба да спие само во соба и се плаши, е повторно поврзано со стравот од одвојување, дури на оваа возраст, или не е баш тоа така? Па тоа може да биде помешано неколку стравови што ги спомнав. Страв на одвојување, и страв од мрак, и страв да се биде сам, исто да се остане сам, нели, во околу 4-та, 5-та година детето се плаши и 3-та да биде само. Он се чувствува сигурно и заштитено кога родителот е покрај него. Доколку детето не сака да спие во одвоена соба, треба родителите да инсистираат на тоа или да му дозволат да спие заедно со нив? Доколку чувствува страв. Да. Родителите треба да бидат толерантни, односно, оно што го реков, дека не треба да брзаат со некои работи или ако, знаете, нивната пријателка или роднина кажува дека нејзиното дете спие само, рековме, а некои родители се соочуваат со таков проблем, значи треба тоа да биде исто постепено. Значи, да го земат во нивниот кревет, тука детето се чувствува сигурно, тука детето се чувствува заштитено и да го толерира тоа одреден временски период и до 5-та, 6-та година тоа е нормално да детето повремено чувствува такви стравови и постепено да ги надминува. Значи, главната карактеристика на овие развојни, велиме, детски стравови, значи ги карактеризира, кажавме, за 1-та, 2-та, 4-та, 5-та, 6-та година кои се својствени. И како детето поминува од една развојна возраст во друга, еве, од предучилишно во училишно дете, веќе се менуваат и се надминува. Значи, треба мора да се надминат, затоа се развојни. Инаку ќе бидат фобии, зборуваме понатаму. Значи. Веќе споменавте фобија. Дали е развоен стравот, да речеме, од куча или од други животни во предучилишна возраст? Да, или е фобија? Многу добро прашање. Знаете, добро, затоа што децата често се плашат од кучиња. Па тоа е, видите, во втората половина на втората година, значи негде после 18 месеци, децата се плашат од животни. Ево, стравот од куче. Тоа е нормален развоен страв. Зошто е развоен? Затоа што, еве, родителот оди со кучето, се не зборуваме, знаете, се многу, нели, има и во медиумите за кучиња, каснувања, коментирање пред децата, тоа и поголемите деца може да се плашат. И впиваат, и слушаат. Меѓутоа, зборуваме за развоен страв. Значи, на 2 години, детето, кога ќе види куче, и во дворот или се шета во паркот, кучето, знаете, одеднаш тоа многу брзо доаѓа, детето не е припремено на таа реакција, потоа почнува да лае, тоа може да лае и да се радува, кучето да се радува, да почнува да лае, а детето, значи, веќе имаме тука брзо движење, имаме силен звук, детето не може уште да ги абсорбира сите тие, да ги кажеме, силни дразби, ново и непознато, и затоа децата тогаш го манифестираат тој страв, некои деца може панично да почнат да вриштат, да плачат, да се стегаат во родителот. И тука што е важно, родителот, нели, да го земе во прегратка детето или да го фати за рака, да го смири, а потоа за да тој страв понатаму се надмине, значи има еве, во дворот да земе куче, кога ќе се доближи па да го погали, да е тоа помало, или да земе играчка дома, па да го држи детето за рака, со другата рака да го гали кучето. Нема многу филозофија во тоа, но детето треба да се осети сигурно покрај родителот постепено да го надминува овој развоен страв. И децата, знаеме колку сакаат миленичиња или живот. Сега рано е да зборуваме за миленичиња, на 9 години зборуваме за тоа, но кога се мали сакаат да гледаат маче или куче, но ако немаат негативно искуство. Доколку родителот се плаши од живот на детето, има развоен страв, може ли на таков начин да се продлабочи овој страв и да премине во фобија во текот на животот? Видете, значи ако родителот несвесно може да придонесе. Апсолутно. Значи, токму тоа, родителот, за било каков страв, ако родителот гласно зборува, коментира
кога е детето поголемо, а кога е помало, зависи од неговата емоционална реакција. Ако родителот панично се вознемири кога ќе види куче, сигурно дека кај детето тој страв ќе биде поинтензивен и нема да се надмине така лесно. Значи, стравовите, свесно или несвесно, родителите преку нивното однесување, значи, се пренесуваат на децата. Така да анксиозниот родител, односно напнатиот родител, прави анксиозно, односно напнато дете. Или стравот што го има родителот го пренесува на детето. И тоа се случува многу често. Да проговориме и за развојните стравови по 7-та година. Почнуваат ли тогаш децата да се плашат од реални работи? Па да, и тогаш се плашат, но за разлика од предучилишната возраст, овие училишни деца веќе се на повисоко ниво на когнитивен, на сознаен развој, односно сваќаат, разбираат, интелигенцијата се развива. Сега, тука сега ги имаме модерните технологии, ги имаме многу имагинарни суштества. Јас од моите пациенти ги научив тие и Глади Мери, што излегува ноќе во 12 часот, па на огледалото не знам што прави, или сега во овие игри видео некои што ги гледаат, или на YouTube, знаете, децата сакаат да гледаат, они се радознали, а во исто време, кога ќе бидат сами, и особено навечер, тие доаѓаат во нивната фантазија и се плашат. Затоа што фантазијата е нешто што е карактеристика на децата од училишна, добра развиена фантазија, но таа фантазија прави и страв. Што ако дојде, што ако сега она се појави од некаде со крвави очи, имаше некои интересни, дури такви човечки, детски направени суштества со некои карактеристични изрази на лицето, што кога ги погледнав, мене ми беа чудни, а не детето што има на таа возраст такви. И така да, присутни се и тогаш. И сега, тука зборуваме, ако детето, значи, предходно тој развоен страв го надминал, знаете, може да биде надминат, па на 9-10 години тие се јавуваат во училишна возраст, од 6-та до 10-та година. Значи, може би детето ќе се префрли од неговата соба да спие со родителите и родителите треба да испочитуваат тука ден, два, недела и постепено да детето го надмине стравот. Меѓутоа, ако трае подолго време, веќе треба веќе тука нешто да се превземе. И она, освен тие имагинарни суштества, го спомнавме стравот, сепарационата анксиозност, ние како ја велиме, или стравот на одвојување. Тоа е особено со поаѓање на училиште, кај некои деца што се многу чувствителни, кај деца кои што имале негативни искуства претходно, дали со хоспитализации, операции, смрт во семејството, па и развод ако бил конфликтен, расправи, насилство дома, значи тие деца може да манифестираат стравови на одвојување. Зошто? Или школски фобии? Затоа што детето додека е на училиште, он се плаши за себе и за родителите, да не го напуштат. Заради тие стресогени, негативни претходни искуства, или едноставно деца кои што биле многу презаштитувани, не посетувале, не биле се дружени со врсници, значи нив им треба време да се адаптираат и многу често кај некои деца, значи како децата го манифестираат стравот, освен помалите деца со плачење, овие деца може да развијат некои психосоматски реакции, како главоболки, болки во стомак, па повраќање, па не одат на училиште, па ајде мама седи со него, па тато седи со него, па баба седи затоа што мама и тато треба да одат на работа, и тука веќе треба стручна помош. Значи, овие зборувавме се развојни, се надминуваат, секој страв ако не се надмине, ако трае повеќе од месец дена, ако го ремети социјалното функционирање на детето, ако трпи семејството и ако го ремети образовното функционирање. Тој дете, да речеме, интелигентно и паметно, но заради стравот не оди на настава, пропушта материјал, потоа ќе се јави страв од неуспех. И кај други деца може да се јави страв од неуспех, но сакам да кажам тогаш, значи треба стручна помош и тука сме, значи да советуваме да работиме и со родителите и со детето, како се разбира и со стручните служби во училиштата, како тие стравови би се надминали. Чист ли е стравот од неуспех, стравот од слаба оценка? Присутен е во училишната возраст, присутен е. Значи, со поаѓањето на детето на училиште, тој страв се јавува. Зошто е присутен тој страв? Нели, од психолошки аспект на децата, како тоа го гледаме. Па секој дете сака да е добро, да е успешно, затоа што така ќе го сакаат мама и тато, ќе биде пофалено од наставничката. Значи, детето учи за себе,
како го сваќа учењето на 12 години, а претходно учи затоа што мама и тато нели го воспитуваат, учат дека учењето е добро, наставничката и така натаму и така натаму. Така да тука е многу важно, овој страв најчесто се јавува, причината за негово појавување може да биде родителите треба да имаат реални очекувања од нивните деца. Знаете, они често пати знаат да речат, па не го силиме ние, не му зборуваме да носи он петки. Значи, знаете, детето има една совест, едно супер его со воспитувањето, што е развиено. Меѓутоа, ако се има поголеми очекувања од што детето може, ако се тие очекувања нереални, значи кај детето ќе се јави страв од неуспех, односно страв да не ги разочара мама и тато, да не знам, и јас не сум доволно добар и они да не ме сакаат. Така едно дете од 7, 8, 9 години го перцепира тој страв. И за да се надмине тој страв, исто е многу важно, значи родителите да разговараат со децата, да и самите речат, еве јас погрешив, па не е секогаш, нели, се случува да се добие и лоша оценка. Значи самите родители да признаат, мислам, со тоа му даваме дозвола дека, под наводници му даваме дозвола дека тоа е нешто што сите можеме да се соочиме, да не знаеме апсолутно и до учењето, но важно е да се труди, за да не следат заради тоа казни, ќе видиш ти, па има потешки предмети, па после ќе те видат. Значи, заплашување, заканување, важно е разбирањето и разговарањето со детето, затоа што ако не биде детето разбрано, следниот пат нема да каже. И ќе стане, па се враќаме на она, ќе биде анксиозно и напнато, не, и родителот ќе го изгуби контактот, нема да знае што се случува со неговото дете. Затоа и кога зборуваме за стравовите и за нивно надминување, улогата на родителите е многу важна. Да ги поканиме само и гледачите и во денешната емисија се вклуча со нивни прашања. На сите ваши дилеми одговор ќе даде примариус доктор Мери Бошковска, психијатар за деца и млади. Значи, од овој момент, почитувани, можете да се вклучите во програма и да поставите прашање. Докторке, што е со оние деца кои што искусиле смрт во семејството? Да речеме баба, дедо починал или пак дури домашното милениче. И сега ти стануваат свести за смртноста, почнуваат да се плашат за животот на собствените родители, па и за својот. Како да го совладаат тој страв? И нормално ли е ако е присутен таков страв? Прво треба да кажеме дека стравот од смрт, дека децата концептот за смртта различно ја доживуваат, мислам, развојно кога одиме. Кај децата од предучилишна возраст, значи концептот за смрт значи дека некој кога ќе умре и ќе дојде, ќе се врати, дека смртта е иреверзибилна, повратна. Значи, така не ја разбираат сосема. Не ја разбираат сосема. Ја разбираат на начин, знаете, тоа е она приказната, ете таму е над звездите, па не гледа, ама детето ќе се врати. Тоа и со тек на време детето тоа го заборава, го надминува. Значи го нема тој него му недостасува блиската личност која што он ако бил приврзан или е. Меѓутоа за надминување на тој страв важно е во таа возраст, значи кога зборуваме за предучилишните деца, да има друг објект, друга личност која што ќе биде замена за тоа и која што детето постепено нели ќе загубата ќе ја надмине. Сега кога зборуваме за училишни деца, веќе од 6-та, односно 7-та година, веќе концептот за смртта е поинаква. Значи, концептот на смртта значи ја разбира децата дека е неповратна, исто како и ние возрастните. И затоа тука тој страв од смрт, значи, видите, стравот од смрт е присутен кај сите луѓе, но ние сите сме свесни нели за тој страв. Меѓутоа не живееме со стравот дека еден ден ќе умреме, не размислуваме за тоа, нели? Не размислуваме за тоа. А стравот кога зборуваме за децата, значи повторно е поддршката од возрастните многу важна. И стравот, знаете, кога детето загуби близок член од семејството, кога е на училишна возраст, рековме на возраст каде што ја разбира смртта, може да се јави страв за себе, може да се јави страв за неговите родители, за мама, за тато, за тие што најмногу е приврзан и што ги сака и со кој што се чувствува сигурен и без кој не може да обстане, нели, без таква нивна заштита. Така да, тука е многу важно кај родителите, кога има загуба и каде што детето тагува, нели, фазата на тагување и кај децата трае, да
они самите пред детето да не се жалат кога да ги боли глава или стомак, затоа што детето веднаш го повторува тоа искуство дека некој кога умрел, дека тоа може да се случи и на неговите родители. И тогаш родителите несвесно знаете и додека зборат на телефон или кога зборуваат, еве денес страшно ме голеше глава, ајде ќе одам малку да одморам. Детето тогаш пак ќе кажам плюс чувствува страв и се приврзува и доаѓа, мамо да ти стварам чај, пак ќе мамо сакаш нешто да ти дадам, мамо, значи детето почнува да стрепи на мама да не се повтори, да не се случи нешто што претходно го доживело и тука тој страв од смрт може да биде во почетокот, нели, плачењето и тагувањето е начин за целување, нели, за да се справи со тоа, но тука е многу важен пак поддршката ако е, нели, родител или близок член на семејството во кое што детето емоционално повторно ќе инвестира. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да се вклучат во програма со прашања. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Ве слушаме. Да, одлично ве слушаме. Повелете, кој е вашето прашање? Вака, Светлана на телефон. Јас сум мајка на детенце од 8 години, тоа е сега веќе второ оделение. Така. Па имаме на прашање до гостинката. Значи, секогаш кога седнуваме да учиме, дали нова песничка, дали да решаваме задачи по математика, тука е секогаш присутен стравот. Барем јас го препознавам тоа како страв. Почнува да плаче. Леле, ако не го научам. Леле, ако не запамтам, значи, сите оние негативни последици ми ги набројува, а не може да се сконцентрира на работата што му е дадена. И тој ќе научи песничката, да, јутре дента и пофалени со петка, меѓутоа, сето тоа некако поминува драматично во совладување на самата материја која ни е дадена на нив на училиште. Тоа постојано се повторува. Од дома не му правам никаков притисок. Седнуваме убаво во една релаксирана атмосфера, да се договориме, еве сега нема да плачеме, ајде сега ќе мислиме на песничката, па го оставам и сам да земе да ја прочита, да ја запамти. Ќе научи, 3 сати му требаат, ама ќе научи. Ќе совлада. Мачтено е самото совладување, процесот низ кој што ние поминуваме додека учиме. Дали е тоа страв или не знам како да го кажам, меѓутоа е доста исцрпувачки за двајцата. Така, па се интересира што може да се преземе за да се реши оваа ситуација. Ви благодарам за вклучувањето во денешната телма амбуланта. Што би советувале докторке во оваа ситуација? Што би советувале? Вака се наметнува дека е тоа присутен тој страв од неуспех. Меѓутоа, секогаш во контекст на тоа се прави проценка со детето. Значи се разговара, се проценуваат неговите способности. Еве, тоа дете е веројатно и доста чувствително, веројатно си има очекувања, сака да биде најдобро, сака да биде да биде успешно. Еве, мајката вели дека они не прават некој притисок, но треба да се види поради што детето реагира така. Дали е детето незрело, дали учењето уште му представува терет. Кај сите деца, нели, учењето е нешто што е наметнато. Така. Но тука пристапот на родителот кон учењето. Значи, тука има многу вака прашања за еден одговор, значи да се одговори на тоа прашање, но во секој случај она што велите ви, охрабрувањето, и знаете, клучно е сигурноста, јакнење на тоа дете е несигурно кога реагира така. А сигурноста како се јавува? Сигурноста се јавува, нели, со позитивно подкрепување, со пофалување, не претерано, за се она добро што ќе се направи, за да постепено детето тој страв го надмине, да утре не биде страв, знаете, каде што ќе се блокира, она баш емоционална инхибиција да прави на училиште кога ќе треба да одговара. Така да, знаете, во проценките има начини како стравовите се надминуваат, нели, зборуваме од контекст на развојни и поддршка од родителите, но има стравови каде што е потребна и стручна помош. Значи, каде што зборуваме, каде што треба, тоа не е нешто страшно, но разговор во врска со проблемот, проценка на детето и совет со родителите. Така отприлика се работи, така изгледа тој процес, да, за да може суштински да се реши. Да се види проблемот и да се реши, да му се помогне. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден.
Дали се Поздрав уште до имаме докторката гледачи и на до вас. линија, бидејќи Се малку јавува почека. Ја еве да една се извинам. баба. Добар Сакам ден да за прашам следниот за мојот гледач внук. и кое е неговото прашање во денешната Проблемот е тема во тоа, амбуланта. ако го скараш нешто или нешто, ако му викнеш, тој ќе трца, ќе се заклучи или во купатило или во соба, ќе треба да го молиме да отклучи, му е страв да излезе. А во последно време па многу почна и да трепка, со очите трепка. Не знам што е проблемот. На која возраст е, само кажете ми? Молам? На која возраст е детето? 10 години. 10 години е детето. Така. 10 години и на мајка му, јас сум баба, пошто на снаа ми викам, немој да му викаш, немој да го караш полека. Го водевме на дечи доктор, на психијатар, вика тоа му е стрес му е. Другите па викат, на друг доктор го водевме, вика тоа му е навика и сега не знаеме што да правиме. Докторке, да имате некој само прашање? Молам? Така, добро, ја прашав докторката да нема некој подпрашање до вас, но таа вели дека веќе и од прилика јасно за што станува збор. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би советувале? Вака, према кажувањето, ова дете има страф од казна, мислам, према кажувањето, она што го слушнав, може да има страф од казна. Стравот може да биде некош помешан и со инает, значи да се затвори во соба, за да пркоси, да се инаети, како и што погрешно да не бидам разбрана, велам малку работи. Овие трепкањето со очите зборува дека е силно вознемирено, дека тоа е веќе тик, нели, каде што од силната вознемиреност, напнатост, нели, детето почнува да трепка. Така јас го разбирам овој проблем и сега тука повторно еве го носеле детето на лекар, потребно е советување со родителите, работа со детето, работа на тие емоции негативни, зошто тоа се случува. Оти очигледно се работи за негативни емоции. Кога има детето 10 години, работите со детето и со родителите или само со родителите? На таа возраст како изгледа? Видете, детето е додека е полнолетно се работи и со семејството, односно советување на родителите во врска со проблемот, затоа што и они треба да променат некои работи, но во исто време се работи и со детето. Значи се работи со детето на стравот. Имат тераписки интервенции кои што се спроведуваат со детето. Додека кога зборуваме за предучилишни деца, значи тука е до 5 години е секогаш работа со родителите. Се гледа детето, се проценува, се гледа неговата зрелост, се гледа тие когнитивни капацитети што детето како размислува и како реагира и се даваат совети на родителите и да не заборавиме секогаш кога детето, еве низ примерите на гледачките што го кажуваат, што прашуваат. Значи кога прави едно дете така, кога има страф или реагира така, секогаш треба да се запрашаме зошто тоа го прави. Зошто го прави? Детето не е лошо. Однесувањето е тоа што ни скренува внимание, дека му скренува внимание на семејството, дека нешто се случува со детето и дека нешто треба во семејството да се промени, или пак родителите во некои ставови нешто да променат, или пак некои фрустрации кај детето, зависно од возраста, значи треба да се надминат. Еве кога зборуваме за училишните деца, значи тука ако зборуваме за тој екосистем на детето, тука е нели прво семејството, врсниците и училиштето. И јас често гледам и булинг на децата, значи ќе дојде дома нервозно, агресивно, а се случувало да во училиште го навредуваат, го отфрлуваат и детето дома се празни. Значи треба да се видат причините што е за таквото однесување, а не да го критикуваме детето или да му се закануваме или да го заплашуваме. Значи и стравовите развојни за кои што зборувавме и било кои други проблеми во детската возраст, многу е важна навреме да се интервенира, за да се надмине тој проблем, за да не се фиксира проблемот, па кога зборуваме за стравовите, да зборуваме за некои патолошки облици на стравови и на анксиозност, а тоа се, веќе кажав, сепарациона анксиозност, социјална фобија. Значи, стравот од неуспех може утре да генерира страв да се одговара пред други, да се чита, страв пред јавен настап. И тоа се вика една социјална фобија или социјална анксиозност, кога детето избегнува да одговара на час, за да не му се подсмеат. Подсмеваат. Тука зборуваме за страв, не ги спомнавме адолесцентите или периодот на пубертет. Тука е доминантен страв од врсниците
страв да не испаднам глуп, да не ми се подсмеат, да не треснам глупост. Кажувам жаргонски реченици што ги слушам од децата и што во литературата стојат така. Така да, или пак, освен социјална фобија, може тоа да прерасне во една генерализирана анксиозна состојба. Знаете, цел живот имате ви анксиозна личност без конкретен страв. Или панични атаки, што со кои што или па обсесивно-компулсивни расстройства. Значи кога стравот генерира од развоен во фобија и потоа во некои патолошки облици на страв со кои што цел живот ќе се справува. Така, затоа е важно навремено да се надминат. Имаме уште еден гледач кој што сака да постави прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам, се работи за 3,5 годишно дете. Така. Значи имам проблем, значи со храната, одбива да јаде, неќе јаде глупости, како страв да има од храна, неќе да излегува. Значи порано, мислам дека беше помал, го шетав саат и пол надвор. Сега уопште не сака да излегува надвор. Значи, и со мокрењето има, значи, кон нокшир, кон купатило, значи, влегува во купатило, само не сака да седне на нокшир. Нужда. Така, претпоставам се уште користите пелени, така? Да се соблече едноставно. Се уште користите пелени? Се уште користиме пелени, да. Така. А поготово со храната, значи, се поклопувате, будка, неќе јаде глупости, да речам грицки, мицки, више на благо е. Сега ви интересира како да си го решите проблемот. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Како на оваа возраст да се реши еден ваков проблем? Па еве, гледачката спомна дека детето има проблеми со исхраната. Проблемот со исхраната, знаете, е поврзан многу во односот. Мајката треба да биде смирена, да не биде анксиозна, да не биде она, знаете, се мора да се изеде. Генерално зборувам сега гледачката, да не ми замери. Меѓутоа, односот каков мајката го има кон храната и детето се несвесно и свесно пренесува на детето. Нели, децата за да не јадат, за да може да ги јадат оние главни оброци, она што е хранливо и она што нели родителите сметаат дека е добро за неговиот раст и развој, значи измеѓу да не ги јаде тие грицкалки, детето кој ќе научи или да пие млеко измеѓу оброците, или тоа е педиатрите ги советуваат родителите, или пак да јаде чоколадо, грицки, секако дека кога ќе дојде главниот оброк, дека детето нема да го изеде. Значи најдобро да ги нема грицките во домот. Сега грицките да ги има, меѓутоа да не бидат директно пред оброкот, може како ужина да биде. Да биде ужина, затоа што нели тоа го намалува апетитот и после почнува тој циклус и тогаш родителите многу често користат таблети, па детето мобилни телефони. Знаете, детето не ствара однос кон храната, директно само му се става со лажичето како да трпате храна, а не детето да има однос како кон храна и јадење. Така да, или овој страв што и она што споменавте, не го спомнавме ние во втората година, исто се јавува тој страв кога детето почнува да седнува на нокшир, кога детето треба да се учат хигиенски навики, нели? И сега родителот тука треба да се внимава кога се истура, ако седне детето заврши со столицата, ако се истури во водата, значи во тоалетната шолја, детето мисли дека тоа е тој страв пред детето не треба да се прави, дека ќе биде и он како изметот го доживува како дел уште од неговото тело и дека тоа е откинато и со канализацијата ќе отиде у Вардар и у Егејско море. Мислам, приказните што гледај како мириса, гледај колку е гадно, значи тоа е погрешно и може кај родителот, ќе кажам, не знам за гледачката, за тоа потребен на разговор, значи може кај детето да направи такој страв и потоа да избегнува да седне на шолја и не треба да седне на шолја, нели на нокшир е подобро во првите и обуките почнуваат од 18 месеци, не треба многу рано да се почне. Так, и тоа не е добро. Не сме прерано, и прерано, а исто така и она не го спомнавме стравот од вода кај 2 годишно, 3 годишно дете. Едноставно има некои деца вода не сакаат, кога им дојде вода во очи и шампон им прави стрес, им прави напнатост, или пак кога ќе истече водата од кадата, детето мисли дека и него ќе го смука водата во кадата. Зборувам за 2 годишни деца. Значи, и тоа се развојни стравови. Значи, за да се надминат,
потребно е да знаеме дека децата и ги плашат тие работи, затоа реагираат така. И потоа избегнува да влезе во кадата, избегнува да се бања, не сака да му ја мијам косата, ќе ви речат родителите, еве го не можам да го избањам. И сега постепено, за да се надмине тој страв, значи смиреноста на родителот е многу клучна, неколку пати ја повторивме, но во исто време важно е да постепено почне да игра, да се пли со водата, па да има шатче пластично, па ајде ќе го бањаме. Значи, да родителот потребна е креативност малку во родителството. И трпеливост. Така, трпеливост и креативност за да се надмине. Ја ви благодарам, докторке, многу за денешната емисија. Останаа уште низа работи кои што можевме да ги разјасниме, но секогаш има простор за уште едно гостување во нашата емисија. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Имајте убав ден.